Распни го, распни го, распни го, Исуса. Други спасуваше, себе не се спаси, Отче мой ме остави. Прости им, татко, не знаат што прават, Отче, прости им. Прости им, татко, не знаат што прават, Отче, прости им. Мртви воскресна, гробови зинаја, темнина во 6 час. Земја се тресе, карпи распрсна, Исус замина. Прости им, татко, не знаат што прават, Отче, прости им. Прости им, татко, не знаат што прават, Отче, прости им. Татко мој небесен, се враќам пак кај тебе. Отче наш кој си на небесата, кој си горе на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја, како на небото, така и на земјата, така и во моето срце и душа, и на секаде. Дела 5 продолжуваме со озвучување на Светото Писмо, на живото слово кое ни го остави нашиот Господ Исус Христос во Новиот Завет преку пророците и апостолите. Ова е дело на апостол Лука, докторот. Неколку стиха од претходниот 4:32. Народот што поверува имаше едно срце. Имаше едно срце и една душа, и никој ништо од својот имот не нарекуваше свое, туку се им беше заедничко. Дали познавате некоја таква црква? За да го направат она, зборува за распнувањето на Исус, што однапред го беше определила раката на нашиот Отец на небесата да се збидне. 4:12. Во никој друг нема спасение, освен во Исуса. Под небото нема друго име дадено на луѓето, преко кое би можеле да се спасиме. Петар дела 3:6. Сребро и злато јас немам, тоа што имам, тоа ти го давам. Во името на Исус Христос стани и оди, ти што се наоѓаш на другата страна. Тоа што го имам, тоа ти го давам. Татко мој зборува ти низ мене. Еден човек по име Ананија, дела 5, заедно со својата жена Сапфира ја продаде нивата. Ананија и Сапфира ја продаваат нивата. Што значи да ја продадеш нивата и да му ја дадеш на Господ? Тоа што ти си врзан за земјата. Еден дел од добиените пари сокри, пазете, со знаење на жена си, жената го натера да јаде од дрвото на познанието на доброто и злото, значи жената е земниот принцип. Со знаење на жена си додека другиот дел го донеси и го стави пред нозете на апостолите. И претходниот принцип е 4:36 дела. Јосиф наречен од апостолите Варнава, што значи син на утехата. Левит родом од Кипар, кој имаше нива, дава пример.
ја продаде, ги донесе парите и ги положи пред нозете на апостолите. Тоа што ти е важно го продаваш и го носиш. Велми, остави се земно и врви по мене. Но Петар му рече, Ананија. Значи, Ананија Сапфира ја продаваат нивата. Пазете, тие го знаат Исус. Тие велат дека се во Исус. А не се предале целите на Исус. Тоа е категорија. Но Петар рече, Ананија, зошто го исполни сатаната? Ананија, брате, зошто го исполни сатаната срцето твое? Да го излажеш Светиот Дух. Да го излажеш Светиот Дух. И да прикриеш дел од земените пари за нивата. Има еден стих кој вели, ако некој рече нешто против Свети Дух, нема да му се прости ни на овој, ни на оној свет. Зошто? Па затоа што знаеш дека постои Исус, си дошол во Исус, свесен си дека е Исус и одеднаш постапуваш како телесен човек. Тоа е прељубодејство. Зошто, Ананија, зошто го исполни сатаната срцето твое да го излажеш Светиот Дух и да прикриеш дел од земените пари за нивата? Или вериш дека си во Исус, а не го љубиш братот свој од соседната црква? Тоа е прељубодејство. Значи, нема да му се прости, нема да ти се прости ни на овој, ни на оној свет. Додека не беше продадена нивата, нели беше твоја? Си се фатил за една нива и откако ја продаде, нели беа парите во твоја власт? Значи, принципот на слободна волја, Господ ти дава право да избереш, сатаната ќе те измами. Зошто си стави на срцето свое таква работа? Ананија. Значи, велиш дека си во Исус, но еден дел од тебе не даваш, не му го даваш на Исус. Исус те бара целиот, тој е твојот собственик. Имаме Отец на небесата, Господар на небесата, собственик. И тој треба да владее со твојот живот, за да ти помогне, да ти даде сила да се вратиш во Божјото царство на небесата, од себе љубие да се претвориш во љубов, да се преобразиш во љубов. Зошто си стави во срцето твое таква работа? Господе, ова не ти го давам се, остави ми го за мене, од тука ти, од тука јас продолжувам. Знаете, ти не излажа луѓе, ти не лажеш така луѓе, го лажеш Бога. Кој ќе направи нешто против Свети Дух, нема да му се прости ни на овој. Ако некој каже нешто против Синот човечки, против Исус, ќе му се прости. Но ако каже нешто против Свети Дух, веќе знаеш дека постои Свети Дух. Знаеш дека постои Свети Дух. Нема да му се прости. Нема да ти се прости ни на овој, ни на оној светот. Ти знаеш дека горе има друг свет? Или не знаеш? Кога ги слушна Ананија тие зборови, падна издивна. Ако го разбираме ова буквално, остави ги мртвите да ги погребуваат своите мртовци. Телото без дух е мртво. Ако немаш дух, ако си телесен, ти си мртов. Страв. Страв ги обзеде сите што го слушаат тоа. Во црквата. Станаа момчињата, го завиткаа, го изнесоа и го погребаа. Ние знаеме дека сите ќе дојдеме до тој миг. Телото го погребуваме во земјата. И потоа душата со духот на Исус, на Отецот, оди на суд пред Бог за делата на љубов. Така кога помина околу 3 часа, влезе и жената негова, не знаејќи што се случило. Значи, двајцата се едно тело, мажот и жената. Пазете. И Петар ја праша, кажи ми за колку пари ја продадовте нивата, ја прашува жената. Таа одговори, да, за толку. За толку ли пари ја продадовте? За толку. Петар потоа и рече, зошто сте се договориле да го искушувате Духот на Господ? Зошто сте се договориле да го искушувате Духот на Господ? Секој од нас го искушува. Знаеш дека тоа не е добро. Не му дозволаш Бог да те промени. Си го сакаш својот грев, стариот грев. Си го сакаш тоа. Нивата си ја сакаш. Ете, пред вратата веќе стојат нозете на оние што го закопаат твојот маж, остави ги мртвите да ги погребуваат своите мртовци и тебе ќе те изнесат. И таа веднаш падна пред нозете негови издивна. Момчињата кога влегоа ја најдоа мртва и ја изнесоа и ја погребаа со незиниот маж. Значи тој ви покажува принцип, ако не му дадеш се на Бог, ако го лажеш Бог, ако го лажеш Светиот Дух, не можеш да го лажеш. Можеш да го лажеш светот, Господ гледа не на лице, туку на срце. И голем страф ја обзеде целата црква, дај Боже да е така и денеска во Македонија и сите оние што го слушаат тоа. Да не се однесуваат така како што се однесуваат, па народот нема духовен водач.
И се како овци на клање од нивните испратеници, пратеници кои ги продаваат за 30 евреници. Во мамонизам и сатанизам преку рацете на апостолите, одиме понатаму, се спојавуваат знаци, се случува многу чуда меѓу луѓето. Апостол Христов има сила, лови луѓе од десната страна и сите беа еднодушни. Значи тоа е услов. Сите беа еднодушни, значи има едно тело, едно срце и една душа. И ние знаеме со нашата заедница, кога ќе се собереме двајца или тројца, слегува голема сила. И ние сме опиени. И што и да побарате во моје име ќе ви се даде. Значи, сите беа еднодушни. Од другите пак никој не се осмелуваше да им се придружи. Да бидете еднодушни во душата на Исус, треба да бидете во душата на љубовта Негова. Од другите пак никој не се осмелуваше да им се придружи. А сепак народот ги возвеличуваше. Народот гледа кога сте вие во Бог. Иако се плаши да дојде. Врзане, си ја сака нивата, дел од парите од нивата си сака. И се повеќе се зголемуваше бројот на оние што веруваа во Господ. Мноштво од мажи и жени, така што по улиците изнесуваа болни, ги полагаа на постелки и носила. Дали знаете некоја таква црква? Такова ќе помине Петар, апостол Исусов, барем сенката негова да осени некого од нив. А доаѓаа во Ерусалим и многумина од околните градови, донесувајќи болни, мачени од нечисти духови. И сите, слава ти Господе Исусе Христе, се исцелуваа. Сите се исцелуваа. Но претходно беа еднодушни апостолите. Ако се апостолите еднодушни, се случува тоа. И ако останете во моите слова, ако останете во љубовта, во законот на љубовта, тогаш првосвештеникот и сите што беа со него, го знаете првосвештеникот, тој што е со вас, до вас што ве води. Приврзаниците на садукеите станаа и се исполнија со завист. Наместо да им се исполнат срцата со Исусовата љубов, се исполнија со завист, значи духот на Исус е љубов, духот на сатаната е нељубов, завист, еден дел од тоа. Ги кренаа рацете своји на апостолите и ги ставија во јавниот затвор. Тие што ги знаат писмата, ги ставија апостолите во затвор. Ништо се нема променето. Бог е Исус вчера, денес и довеќе Исус. Но преку ноќта ангел Господов, слава ти Исусе, ја отвори вратата од затворот. И откако го изнесе им рече, одете, застанете и крам во храмот и кажувајте му ги на народот овие зборови. Сите зборови за овој живот. За кој живот? За животот во Исус Христос. Ако го изберете Исус, одите во живот. Штом го слушнаа тоа, апостолите влегоа утрината во храмот, значи го слушаат духот и почнаа да поучуваат. А првосвештеникот и неговите приврзаници кога дојдоа, го знаете кој е првосвештеникот, тој што ве води во духовниот храм, го свикаа Синедрионот и сите старешини меѓу Израелевите синови, тие што имаа завет со Бог, и пратија во затворот луѓе да ги доведат апостолите. Но откако слугите отидоа, не ги најдоа. Па штом се вратија, изјавија, велејки затворот го најдовме заклучен, како што треба, и стражата стоеше надвор пред портата. Ако го отворивме внатре, ништо не најдовме, никого не најдовме. Штом ги слушна овие зборови, храмскиот заповедник, тоа покажува дека Христовиот апостол не е под власта на овој свет, ако действува во духот на љубовта. Ако не си ја држи нивата, парите од нивата за себе, ако е еднодушен со сопатникот, со сотрудникот. Штом го слушна овие зборови, храмскиот заповедник и веросвештениците збунети размислуваа што би требало да значи тоа. Храмски заповедник, првосвештеници, црковни службеници во Ерусалим не знаат што значи тоа. Но некој дојде, ги извести, им рече, ене луѓето што ги затворивте стојат во храмот и го поучуваат народот. Слава ти Исусе. Тогаш храмскиот заповедник отиде заедно со слугите и ги доведе. Истото, но не насила. Зашто се плашеа од народот со камења да не ги убијат нив самите. Ние денески имаме и политичари наши кои се плашат, дека ќе појдам во собранието, милиција, повеќе милиција од пратеници. Секој ден автобуси доаѓаат со милиција. Некогаш и блиндирани возила и панцири. Значи, се плашеа од народот да не ги убијат нив самите.
кои се тие водачи на народот што се плашат од својот народ? А кога ги доведоа, ги изведоа пред Синедрионот, кои се тие водачи на народот што се плаша од својот народ? Во љубовта страф нема, вели Исус. Значи не се во љубовта. Значи не се во Исус. Не се во Исус. И првосвештеникот, прашувајќи ги, рече: зарем не ви забранивме строго да не поучувате во тоа име, во името на Исус, а вие пак го исполнивте Ерусалим со вашето учење. Со вашето учење. Нашето учење, вашето учење. Сатанско телесно размислување. И сакате крвта на оној човек, на Исус, кога го ни го распна, да ја фрлите врз нас. Значи, они сакаат да се заборави тоа, како што македонците сакаат да ги избришат, да се заборави дека ги убивале грците, србите, бугарите и албанците. И другите, и англосаксонците. Значи, да не се зборува за тоа. Така сакате крвта на овој човек да ја фрлите врз нас. Господ му вели, Отецот Небесен, на Каина: каде е брат ти Авел? Не знам, вели. А тој го убил брат му. Крвта на твојот брат зборува. Крвта зборува, крвта зборува. А Петар и апостолите одговорија и рекоа: повеќе треба да му се покоруваме на Бога отколку на луѓето. Зошто проповедате крвта? Ќе каже, ќе дознаат дека го распнавме ние крвта. Нивата си ја држиме ние. Држете си ја нивата. Дали треба да му се покоруваме на Бога или на луѓе? Христов апостол на Бог се покорува, на Отецот. Бог на татковците наши го воскресна Исуса, кого вие го погубивте приковувајќи го на крст. Бог со десницата своја го возвиси него, зачетникот и спасителот, за да му даде покаяние и простување на гревовите на Израилот, на вашите гревови, на нашите гревови, да вашето учење. За тие зборови сведоци негови сме и ние, и Светиот Дух, кого Бог им го даде на оние што му се покоруваат. Куцо мирен, пак дојде едно куче. За тие зборови сведоци негови сме и ние, и Светиот Дух. Светиот Дух е сведок, кого Бог им го даде на оние што му се покоруваат. Светиот Дух им го дава Бог на оние што му се покоруваат. Покорете му се на Бога, во Јаков, испротиставете се на ѓаволот и тој ќе побегне од вас. Што значи да му се покориш на Бог? Па неговата волја во твојот живот да ги љубиш сите, да постапуваш како Исус. Кога го слушнаа тоа, тие се разлутија и мислеа да ги убијат. Свештениците мислат да ги убијат Исусовите апостоли. Чии свештеници се тие? Но во Синедрионот стана тогаш еден фарисеј по име Гамалаил, учител на законот, почитуван од целиот народ, заповеда за кратко време да ги изведат апостолите надвор. А ним им рече, значи пак Духот на Исус зборува низ некого: луѓе израелци, размислете добро што ќе правите со овие луѓе. Пазете да не станете борци против Бога. Зашто пред известно време се крена Тевда, кој зборуваше за себе си дека тој е голем човек и му се придружија 400 мажи. Тој беше убиен и сите што му поверуваа се разотидоа и исчезнаа. По негово време на пописот се појави Јуда Галилеецот и повлече по себе доста народ, но и тој загина и сите што го следеа се растурија. И еве ја суштината. И сега ви велам, оставете ги овие луѓе на мир. Не ги бајте ги, зашто ако е тоа замисла или тоа е дело од на луѓе, ќе се разруши. А ако е пак од Бог Отецот, не можете да ги разрушите. Не можете да ги разрушите. Пазите да не станете, внимавајте да не станете борци против Бога. Внимавајте да не станете, значи ако е од луѓе ќе се разруши. Пазете да не станете, и кога се расправам со некои институции, кога ме цензурираат со моите действија во театарот, им велам, пазете да не станете борци против Бога. Жената на кој го кажав тоа дојде да оди во затвор. Сега се откажува од својот народ, ќе потпише се да го озакони своето крадење. Пазете да не станете борци против Бога. Си ја држиш нивата и парите. Знаете, тогаш ќе умрете. Остави ги мртвите да ги погребуваш своите мртовци. Тоа се Ананија и Сапфира.
Овие пари ќе си ги чувам за себе. Доаѓа и ме зема душата. Пол намбар. И откако ги повикаа апостолите, пазете што им направиле, ги натепаа. Ти им зборуваш за Исус, они те бијат за вечен живот и им заповедаа да не зборуваат во името на Исус. Па ги пуштија. А апостолите излегоа од Синедрионот радосни, зашто беа удостоени, радосни излегоа, истепани и радосни, да поднесат измачувања за името на Господ Исус Христос. Слава ти, Исусе, греден состанок таму. Зашто сум работел Свето писмо во една институција. Се собраа сите. Знам дека солзе ми потекоа. И реков само прости им, татко, не знаат што прават. Знаете, се случуваат некои работи понатаму. Некој му се случува едно, друго, трето. Пазете да не станете борци против Бога. И секој ден во храмот и по куќите не престануваат да поучуваат. Тоа е Исусов слуга. Секој ден во храмот и во куќите не престануваат да поучуваат. Во храмот, во кој храм? Вие сте храм на Светиот Дух. И да благовестат дека Исус е Христос. Ананија и Сапфира ја држат својата нива. Ти прават грев против Светиот Дух. Првенците свештеници забрануваат да се зборува за Исус, бидејќи крвта на Исус ќе падне врз нив. Денеска забрануваат да постојат македонците, бидејќи крвта ќе падне врз нив, нашите соседи. Крвта на брат ти Авел вика од полето. Што направи човеку, што направи. Им велам да не станете борци против Бога, дојде да оди во затвор. Се откаже го продаде својот народ да го закони крадењето. Татко мој, ти благодарам што ми даваш срце, чисто срце, што ми го чистиш срцето, прости ми за секој непокајан греф и ти зборувен измени, исцелување за сите оние кои ќе речат те сакам, Господи Исусе Христе. Ти благодарам што нивата која ја продавам, ја оставам целосна на тебе. Еве ти ја нивата. Јас немам ништо, се моје е твое. Јас го имам најбогатиот татко на небесата, мојот Отец Небесен создал се овој свет кој ви се чини дека е добар, тој е падната природа. Го владее кнезот на овој свет. Ке ве измами за 30 сребреници да продадете некого, да ги тепате апостолите, да ги криете парите од нивата, да станувате борци против Бога, да не забранувате да се зборува, да се действува во името на Исус и станувате борци против Бог, зашто крвта на тој човек ќе падне врдва, секако ќе падне, зашто крвта на твојот брат вика од полето. Господе Исусе Христе, дојди во моето срце, во мојата душа, во мојот ум, во моето семејство, во моите љубени. Ги благослови ги моите непријатели, оставам Македонија во твои раце. Мир вам до Божјо царство небесно, надворе -8, -10, -12, но топло ми е во срцето, зашто пребивам во Исусовата љубов, пребивам во домот на мојот небесен Отец, пребивам во домот на Семокниот Бог. Слава ти, Господи Исусе Христе, мир вам до Божјо царство небесно. Амин. Татко мој небесен, се враќам пак пај тебе, татко мој небесен, се враќам пак кај тебе, прави ти така. Амин. Се ти предавам тебе, Исусе, се предавам тебе, Господе, се ти предавам тебе, татко мој, се моје е твое, ти ме создаде од праземна и дух животен тухна во мене, по образот твој ме создаде, жива душа налик на тебе, се ти предавам тебе, Исусе, се ти предавам тебе, Господе, се ти предавам тебе,
Все moje tvoje. Ljubavta tvoja me obleva, tvoja ta raka me pozema, vo srce to moje prebivaj, Isuse, Gospode, ja si pripadam tebe, Isuse, ja si pripadam tebe, Gospode, ja si pripadam tebe, Tatko moj, sem moj.